Студио, режија, дали може да почнеме со вестите? За колку? За 3? За 2? За 1? Здраво, драги гледачи! Добре дојавте во вести на каналот Слик. Сакам да ви прво нешто што сакам да ви посакам да имате добра вечер. Фала ви многу што уште еднаш дојавте на каналот да погледнете уште некој интересно видео. Може да почнеме ние со вестите. Прва тема на разговор денеска референдумот. Сакам да ги прашам старите или OG јутубери како мене, значи, пошто јас ова го размислувам и сакам да ги прашам и нив. Кога ќе правиме референдум за името на YouTube Македонија? Мораме референдум за да бидеме и ние актуелни со ова све што се дешава у денешницава наша. Така да мораме да направиме нешто со името од YouTube Македонија, да го смениме, да видиме референдумот како е, дали ќе пројде референдумот или не. Ги повикувам сите јутубери што се OG да седнеме на маса и да се разговара за референдумот. Тема 2. Се извинувам. Тема 2 е разговор. Кога Слик ќе вади нова песна? Дали ќе вадам песна? Па, како прво, сакам да ви се заблагодарам на публиката и за сетата поддршка што ми ја давате. Не знам, ми значи многу и многу сакам што ми ја давате целата поддршка. Фала ви многу. А песна ќе има наскоро, дефинитивно ќе има наскоро песна. Да. Значи ќе биде. Ќе биде. Второ. Каде беше Слик последниве 2 недели? Зашто немаше видео и што бидна со серијалот Среда со Слик? Глеј сега вака. Бев зафатен многу со обврски и не можев да постигнам овие последни 2 недели, не можев да постигнам со видеа да вадам и некако скеџуалот ми беше пропал, не знам, значи хаос. А Среда со Слик мислам да го ставиме малце да одмори, некој друг пат ќе го вратиме, али сега не. Денови веќе го ставиме да отвори, да одмори малце, така да, мислам дека треба да го ставиме Среда со Слик. Ќе видиме, ќе снимам идеи на како на идеја, ако ми текне, така ќе ја снимам, која ќе ми дојде, така да нема да има некој распоред на снимање видеа. Фала ти за гостувањето, се гледаме. Да, фала ти на тебе. Да. Ајде, чао. Тоа беше од Слик. Значи, сега. Трета тема на списокот ми е дали ќе се подобри државава и дали има надеж за артистите, тоест раперите у Македонија, дали ќе престанат да користат лош аутотон или не, дали ќе се деси нешто друго. Тоа ќе го видиме понатака као што се движи времето. Фала ви што гледате, останете после вестиве, 100% ќе има некоја турска серија, као, на пример, Солзите на баба ми или Увенатата